Феномет кафеани и здравици. Само моментално олеснување пред уште една година полна со нималку лесни промени, пред се на политички план. Политиката и годинава ќе фрли во втор план живеачката и економијата. Има ли воопшто простор за оптимизам после јануари? 1 јануари всушност е само ден кој што продолжува од претходните 365 дена. Сите добро знаеме како беа минатите 365 дена. Затоа воопшто нема оптимизам дека нешто добро ќе се случува на политичко поле во новата година. Напротив, дури ќе се отвараат нови рани, ќе се отвараат нови проблеми и ќе има се поголемо тонење и на народот и на државата. Се заради некакви договори кои што ги отваравме и ги подпишавме. Ќе добиваме ли само пароли дека ќе сме во НАТО и ЕУ? Во ветувањата на актуелните извршители на власта, граѓаните се помалку веруваат. Ќе ни помогне ли можеби Дедо Мраз? Прашање е дали во суштина ќе има исто така отпор на спроведувањето на Преспанскиот договор, дали истиот ќе влијае на дополнителна поларизација во рамки на македонската заедница, но исто така и помеѓу македонската и другите заедници. Второто политичко прашање кое што сметам дека ќе има влијание на поларизација е како ќе се имплементира пописот. Како што знаеме, има веќе многу јасни, јавни и жестоки опирања од страна на ромската заедница на начинот на предложениот начин. Влезот во НАТО, доколку се исполнат овие политички одлуки, можеме да кажеме слободно дека ќе се случи. За разлика од НАТО интеграцијата, европската интеграција ќе зависи од спроведувањето на реформите. Прашање е колку истите ќе бидат ефектуирани и колку ќе може да бидат оценети како позитивни од страна на Европскиот совет за да се отпочнат преговори. Тоа го ставам под знак прашање. Апатијата кај луѓето, заборавените насмевки и општата поделеност останаа белег на 2018-та. Што треба да направиме во 2019-та? Порака за политичарите нема, затоа што тие всушност и не ги слушаат граѓаните. Затоа порака имам до граѓаните, да ги натераме политичарите да работат за нас, а не да работат за интересот за сопствениот интерес. Исто така, мора да сватиме дека мора да се запне и малку повеќе да се работи. Самокритичност кај граѓаните, за да може да се истераат многу работи кои што досега сме ги запоставили. Бидејќи не можеме да очекуваме дека политичарите или ману или некој ќе ни го поттикне. Па од нив ни е сета таа ситуација. Најважниот приоритет на владата на Заев беше да ја врати довербата во државата и во институциите кај народот. Тоа се прави само со реформи во јавната администрација, со реформи кои што водат кон борба со корупцијата. Значи, оваа задача не е завршена, институциите не се ослободени од влијанието на политичките партии и е потребно да се спроведат овие значајни реформи според препораките и на Европската унија, и на Европскиот совет, и на ПРИБЕ. Ги стартувавме новите 365 дена со најсуштинската досега промена на Уставот. Почнуваме да сме северна, па ќе ја чекаме Грција да не ја минува, па ќе се помолиме за НАТО и датум за ЕУ, ако воопшто заслужиме. И сето тоа заради бел лист хартија со потпис и церемонијал од нивици што не доби правна сила.